Граѓаните од Свети Никола изминативе години постојано ја докажуваат хуманоста преку разни форми на организирање. Едно од нив е и крводарувањето, кој има повеќе децениска традиција, а го спроведува Општинската организација на Црвениот крст на Свети Николе. Летниот период во болниците постојано се случува намалување на крвните единици и заради намалениот број на крводарување и од друга страна заради годишните одмори и зголемениот број сообраќајни несреќи. Тоа наложува на Републичкиот завод за трансфузиологија покрај редовните да спроведува и воредни акции за доброволно дарување на крв. Денеска и утре во просториите на Црвениот крст се спроведува дводневната редовна крводарителна акција на која би требало да се соберат повеќе десетици кеси крв. Со тоа, светиниколчани се приклучуваат кон апелите на болниците да се обезбедат доволни количини од нескапоцената течност, за да не се почувствува одлагање на операциите или поголема потреба од одредени крвни групи. Се очекува уште позасилена кампања за обезбедување на крвни продукти за пациентите во летниот период. Топлотниот бран кој ја зафати нашава земја проследен со високи температури, сончево и многу топло време, со висок индекс на ултравиолетово зрачење, наложува и одредена заштита за луѓето. Имено, лекарите препорачуваат граѓаните да не се изложуваат многу на сонце, доколку е можно да не се движат надвор од 10 до 17 часот попладне, а доколку мораат тоа да го сторат да се заштитат со капи и да носат лесна памучна облека. Покрај тоа се препорачува употреба на доста течности и да се престојува во ладни и засенчени простории. За хроничните болни, препораките на лекарите е да не се изложуваат непотребно на сонце, редовно да ги примаат препишаните терапии и да се јават на лекар доколку имаат одредени тегоби.